Почитувани гости на конвенцијата на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Добро вечер! Добродојдовте на ова патување. Добродојдовте на патувањето на кое опозицијата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и идниот председател на Републиката, професорот Стево Пендаровски, заедно со сите наши сограѓани ќе ја изведат нашата татковина на вистинскиот пат, патот кон иднината. Добродојдовте на сите вас, кои знаете дека силата е во граѓаните, не во власта. Добродојдовте на сите, кои верувате дека во Македонија луѓето заслужуваат да живеат подобро. Добродојдовте на сите, кои сметате дека Македонија заслужува да излезе од овој мрак и да се вратат на смевките на лицата на народот. Добродојдовте на сите, кои верувате дека Македонија заслужува повеќе слобода, еднаквост и правда. Добродојдовте на сите, кои сметате дека Македонија заслужува обединување наместо делби. И се разбира, добродојдовте на сите кои веруваат дека Македонија заслужува вистински председател. Почитувани, од денеска во Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Дозволете ни со оваа моќна порака од првите стихови на нашата химна да ја отвориме конвенцијата на идниот председател на државата Стево Пендаровски. Ја повикувам Серафина Фантаузо да ја испее химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите родини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве над Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански.
Почитувани другари и другарки, живееме во време кога овој мрак околу нас се обидува да ги проголта дејците кои ја создаваа оваа земја, кои ги пишуваа првите страници на македонскиот роман, го стандардизираа македонскиот јазик, столбот на нашиот идентитет. Се излажаа господата од власта во заминување дека СДСМ, опозицијата, критичката јавност, граѓаните ќе им дозволат да ја бришат историјата на овој народ и да го туркаат во темните одаи на нивните заблуди и фантазии. Наспроти лажниот патриотизам кој шири омраза и става огради, ние вечерва, преку прекрасните стихови од песната Татковина на Блаже Конески, ќе ги урнеме зидовите што ги градат околу нас и ќе им покажеме како вистински се сака татковината. Да го чуеме рециталот на песната Татковина од Блаже Конески во изведба на Ѓорѓи Нешковски. Со замислени меги сум ја означил својата татковина. Сум поставил белеги на сите неизини граници и на сите стратегиски точки. На тераси над реки, езера и над морскиот брег кај што сум седел долго со пријатели во летни вечери при чашка црвено вино. На пазаришта со раскошни бои и опојни мириси од есенското обилие. На планински врвови, кога низ проречени облаци се открива поглед во далечни предели. Докај што сум ја пренесол својата љубов, до таму е мојата татковина. А вие, еј, на што сте смислиле да ја сведете? Зошто, професор доктор Стево Пендаровски? Одговорот на ова прашање го знаат сите. Од членовите и симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалицијските сојузници, кои со акламација го поддржаа, до граѓаните кои во Стево препознаа прво човек, а потоа и државник, лидер, поинаков политичар, обединител. Предлагам вечерва да ги слушнеме оние кои уште подобро го знаат одговорот на овие прашања, зашто имале можност да го запознаат, да соработуваат со него, да чекорат заедно со него на патот од кој нема скршнато во текот на целата своја успешна кариера. Сите ние имаме сон за сопствената иднина. Но исто така треба да имаме одговорност, лична или колективна, за остварување на тој сон. Живееме во неизвестни времиња. Времиња на поделба, по верска, етничка, но најмногу партиска основа. Поделбите не носат ништо добро, тие не оддалечуваат и се злоупотребуваат. Мојот сон за мојата земја е дека таа е подеднакво отворена за сите оние што живеат во неа, но и за сите оние што сакаат да живеат во неа, и дека незините граѓани
ќе добијат подеднаква шанса да го остварат својот сон за собствената иднина, а не само да седат и да чекаат и да исполнуваат послушно наредби. Верувам дека председателот на државата може да го поттикне својот народ да размислува поинаку, визионерски и да излезе од наметнатите стеги на послушност. Верувам дека председателот може да ја врати довербата меѓу нас и да го поттикне слободното размислување. Тој може да отвори нова перспектива, каде ние ќе можеме да погледнеме подалеку и подлабоко во иднината. Јас не верувам дека тој може да биде кукла или играчка во нечии раце, но исто така не верувам ни дека може да биде Супермен. Верувам дека тој е обичен човек, од крв и од месо, како и сите ние, дека тагува и се радува, дека е одмерен и сериозен, најмногу од се одговорен, а пред се бескомпромисен. Тој единствено може да ја разбуди личната одговорност кај нас, не само за себе, не за собствената иднина, туку за иднината на собствените деца. Јас таков лик првпат забележав 2001-та. Тој секој ден излегуваше пред сите нас и подеднакво одговорно ги соопштуваше и добрите и лошите работи. Еве не денеска во 2014-та, повторно во една тешка состојба, кога тој пак е на сцена. Не случајно велат дека јунаците се познаваат во тешки искушенија. Можеме да веруваме и да делуваме во насока да биде подобро. Но можеме и да не веруваме и да дигнеме раце од се и да се сокриеме позади фразата «сите се исти». За мене не се сите исти. Јас умеам и можам да направам разлика. Јас не очекувам чуда, ниту пак верувам во нив. Јас верувам во мојата одлука и во мојот собствен избор. Човекот во суштина сака да биде слободен. Сака сам да одлучува, сака слободно да размислува, сака слободно да се изразува, да создава, да креира, а не да зависи од политичка партија, од нечија волја или од нечи личен интерес. Токму затоа сметам дека и Македонија и незините граѓани заслужуваат председател како што е Стево Пендаровски. Нашиот народ во минатото имал еден прекрасен обичај. Лошо, кога не се чувствува добро или бил во депресија, секогаш му давал нова облека, каква бела, светла, чиста кошула. И тоа го нарекувал и му ја дадовме белата промена. Значи се мисли на кошула, ама не се мисли само на кошула, туку се мисли на промена генерално, за да се чувствува поубаво. Значи, Стево Пендаровски го гледам како човек кој што е таа бела, светла, чиста промена која што во овој момент на Македонија е повеќе од потребна. Прво затоа што промените се некаква си природна работа, затоа што се на светот тече и се менува. Второ, затоа што Македонија секогаш сум ја замислувал како некаква си златно-жолта земја која што свети кој ќе ја гледаше од авион. Сум ја замислувал како модерна земја со некаква си лудо модерна музика која што ќе се потпира на својата традиција. Македонија сум ја замислувал како земја со некаква си апсолутно модерна архитектура која што повторно ќе се потпира на духот на она што е народ, но во епохата во која што живее. Сите овие нешта изминативе години не ги гледам. Македонија ваква каква што е, не е земја во која што би сакал да живеам. Македонија би сакал да ја видам како демократска и слободна земја, каде што граѓаните нема да имаат страф од своите институции, од институциите кои што од нив се создадени, туку ќе имаат почит кон нив. Истовремено би сакал
Македонија во иднина да стане земја во која што ќе има слобода, еднаквост и солидарност. Ова се исклучително тешки години за Македонија, затоа што некој се обиде насила да се смени она што е суштина, она што е дух на овој народ, она што е ген на овој народ. И такви неприродни работи најчесто неприродно завршуваат. Се надевам дека ќе се појави една генерација на луѓе кои што правите вредности ќе ги стави на право место и не очекувам ниту пак имам желба за враќање назад. Немам она некаква си илузија дека сега ќе се вратиме 94-та година. Нема ни потреба. Значи, прашањето е како од оваа точка каде што се наоѓаме денес да одиме по она што е наш автентичен пат. Во таа смисла мислам дека Стево Пендаровски е правиот избор, особено што ја не сум припадник на ниедна политичка партија, ниту сум бил, ниту денес сум, ниту па имам намера тоа да бидам. Меѓутоа, би се определил за Стево таман и да доаѓаше како предлог од сегашната власт. Затоа што е човек кој што е модерен, кој што знае да носи оддело, кој што знае јазици, кој што има искуство во работа во државни служби, затоа што пробувам да си ја замислам сликата како стои под она што е македонско знаме и ми дава едно чувство на достоинство, на човек од ова доба и на крајот ми е некако многу сличен на еден Вацлав Хавел, на еден Зоран Джинџич, тој профил на политичари какви што Македонија досега немала. Токму заради тоа мислам дека Стево Пендаровски прави избор. Во Македонија некако не ги препознаваме работите додека не ги изгубиме. Не знаевме дека имаме град додека не се пропасти. Не знаевме дека имаме слобода додека не се уши. Не знаевме дека имаме потреба од еден татко на земјата додека не го изгубивме, како покојниот председател Трајковски. И така некако се со закаснение и не навреме ги препознаваме работите. Често во последно време слушаме тезата дека функцијата председател не е толку важна, дека е тоа некаква англиска кралица која само треба да се појавува и да не се меша во животот на луѓето ни во својот сопствен живот. Меѓутоа, мислам поинаку. Во последниве 5 години имаше многу моменти кога сакавме да го чуеме гласот на нашиот председател, а го немаше. Имаше многу моменти кога можеше да одбрани некои маргинализирани групи. Имаше многу моменти кога требаше да запре некои закони, да смени некои услови, се што е во негова надлежност. Никаде не го чувме. Во тој смисол, појавата на господин Пендаровски како кандидат за председател на Република Македонија е навистина ретка прилика да препознаеме нешто и да изграбиме таа можност додека е време. Пендаровски е еден свеж ум, една динамична сила, еден човек кој што има концепт, кој што има идеја, кој што има енергија, кој што е јака личност и која што апсолутно нема да потпадне под влијание на некакви партиски или други интереси. Тој ги носи најубавите доблести на македонската традиција. Чесен, достоинствен и она што е особено важно, со големо почитување на другиот. Ова е една ретка шанса што ја добиваме сега, ние како Македонија. Ова е ретка шанса дека се појави овој човек кој што навистина отвара еден одличен простор за нова историја на Македонија. Би било претерано да кажам дека е тој нашиот нов Кенеди. Меѓутоа е неговата задача поинаква, е неговата енергија поинаква, доаѓа во еден многу комплициран момент за Македонија и верувам дека со таа своја енергија што има, со внатрешната убеденост, со бескомпромисноста и се разбира со љубовта кон својата земја,
тој навистина ќе биде еден одличен председател на Македонија. Дел се тука со нас и ќе ви кажат зошто сте во Пендаровски. Наталија Тодоровска, поранешна репрезентативка во ракомет на Македонија, и Владимир Лазовски, актер во театарот за деца и младинци. Добро вечер на сите. Поздрав од Спортска Македонија. Ние спортистите знаеме колку посветеност и напорна работа се потребна да се успее, за да се стигне на врвот. Ние, ракометарки од генерацијата на Кометал, кои се искачаја на европскиот врв, знаеме дека место на Македонија е тамо, во Европа, меѓу најдобрите. И знаеме дека тој проект е возможен. Знаеме зошто. Ние го докажавме тоа. Проектот Подобра и поубава Македонија е најважниот проект. Тоа не може да го направи еден човек или една генерација. И за тоа ме радува фактот што гледам човек кој има енергија да не сплоти сите заедно да работиме на тој проект. Како некој кој партијски неопределен, многу ми прави срекна фактот што Стева Пендаровски сака да не обедини сите и да стави крај на поделбите. Дојгем од екипен спорт и знам, ако постојат неслога и поделби во екипата, успех ќе изостане. Македонија е една голема екипа со различни луѓе, но кои мора да игра тимски, ако сакаме да дојдеме на врвот. Дојдов од Русија за да живеем во Македонија. Жално е да гледам колку млади луѓе тргнуваат во обратен правец, од Македонија кон свет. Македонија е прекрасна земја и верувам дека голем дел од нив би се вратиле ако добијат можност за нормален живот. Вие, Стева Пендаровски, имате знаење и искуства да помогнете во таа главна задача. И за тоа ви поддржувам да станете председател на Република Македонија. Кој е тој на кој што можеш да му веруваш? Кој е тој што ќе те научи на најважните лекции? Кој е тој што ќе те одведе на вистинскиот, на правиот пат? Кој е тој што ќе те исправи кога ќе поткрекнеш? Кој е тој што ќе ја разбере твојата грешка и ќе ти помогне да ја поправиш? Кој е тој што кога ти е најтешко ќе биде со тебе?
Кој е тој што ќе ти се обрати со ти наместо вие и ќе каже јас наместо ние? Кој е тој што ќе остане последен буден, чекајќи ги сите мирно да заспијат, за да може и тој да потоне во сон? Одговорот е многу едноставен. Одговорот е само еден збор со 5 букви. Драги мои, одговорот е татко. Таткото е тој на кој што можеш целосно да му веруваш. Таткото е тој што ќе те научи на најважните животни лекции. Таткото е тој кој ќе те одведе на вистинскиот, на правиот пат. Кога ќе потклекнеш, таткото е тој што ќе те исправи, ќе ти даде верба, ќе ти даде надеж. Ќе ја разбере твојата грешка и ќе ти помогне да ја поправиш. Таткото е тој што ќе ти се обрати со ти и ќе каже јас. И да, таткото е тој што последен заспива чекајќи те мирно да заспиеш. Мене ми треба татко кој ќе ме разбере. Мене ми треба татко кој ќе ми се обрати со ти и ќе каже јас. Мене ми треба татко да ми помогне да ги најдам вистинските одговори. Мене ми треба татко не да ми намигнува, туку да разговара со мене отворено за сите мои проблеми. Ми треба татко да ми помогне да го најдам вистинскиот одговор. Ми треба татко кој ќе ми биде идол и лидер за целиот мој живот. Ми треба татко кој е борец за слобода, за вистина, за правда. Господине Пендаровски, Македонија заслужува да има татко. Господине Пендаровски, Македонија заслужува председател. Господине Пендаровски, да, тоа си ти. Пендаровски. Човек без дамка во својата неверојатно богата професионална кариера. Човек кој тулите на својот професионален успех ги редел сам, подпирајќи се само на своите способности и постојаната желба да напредува во своите знаења. Подоцна се разбира, подпирајќи се и на поддршката од своето семејство, сопругата и синот. Стево. Стево, човек кој своите капацитети ги потврдил во различни времиња за Македонија. Од бурните времиња на осамостојувањето, преку предизвиците на изградба на институциите на младата држава, па се до најтешките мигови на губење на мирот и борбата да се врати мирот во оваа земја. Човек кој со својата непосредност едноставно освојува. Неговата харизма и начинот на кој комуницира со луѓето, неговата отвореност
и насмевката што тешко ќе му ја тргнете од лицето. Прават да го сакаат обичните граѓани, да го обожаваат неговите студенти, да го почитуваат државници и дипломати. Да го погледаме заедно краткото видео за Стево, неговиот досегашен животен пат и можеби ќе откриеме тајната на неговите успеси. Стево ќе биде првиот македонски председател кој живеел и на левиот и на десниот брег на Вардар, низ кој во тоа време не пловеа галии и не беа стасани гусарите. Детството го поминал во Пајко и во Маџар Маало, а сега живее во Скопска автокоманда. Ја завршил гимназијата Цветан Димов, сместена на една од најпознатите скопски мултиетнички улици Џон Кенеди. Дипломирал на правниот факултет во Скопје 1987 година, а таму и докторирал. 2 години бил приправник во позната адвокатска фирма. Осамостојувањето на Македонија бара поинаков ангажман од младата интелигенција и Стево поминува на работа во Министерството за внатрешни работи, кое во тој период го носи најголемиот терет на поставувањето на темелите на новата самостојна Македонија. Таму поминува 10 години, од 1991 до 2001 година. Напредува до раководител на одделението за аналитика, а подоцна станува портпарол на ова министерство, и тоа во особено чувствителен период на бомбардирањето врз Југославија, војната на Косово и кризата во Македонија. 1996 година среќава 9 години помлада докторка по стоматологија Елизабета Ѓеоргиевска, па откако се дечко и девојка 3 години, 1999 година стапуваат во брак. Колку да се знае, Бети си го задржува своето презиме. Подоцна таа ќе стане професорка на стоматолошкиот факултет. Стево и Бети се родители на едно младо момче кое сега има 12 години. Останува да се види дали ќе ги следи интересите на татко му да ја сака музиката на оригиналниот Лепи Сол, ќе има ли маалски рок состав, ќе следи ли, како и Стево, НБА кошарка. Идниот председател на Македонија Стево Пендаровски не е член на ниту една политичка партија и не мисли да се зачленува. Има објавено повеќе стручни книги на македонски и на англиски јазик, професор е на приватниот универзитет Американ Коледж во Скопје. Така на некој начин ја продолжува традицијата на неговите родители, обајцата учители. Тие не дочекаа да видат докај ќе дотурка нивниот Стево, кој еве сега се подготвува да стане 5-тиот председател на Република Македонија. Во Скопската чаршија би рекле, занаетот го печеше како советник за национална безбедност кај председателите Трајковски од 2001 до 2004 и Црвенковски од 2005 до 2009 година. Локалните рамки секогаш го гушеле. Глобусот му бил предмет на интерес. Македонија во него препознава лидер, кој ќе ја врати достоинствено на мапата на светот, како демократска и слободна земја. На денот на оваа конвенција, тој има 51 година. Вечерва премиерно ќе имате можност овде во оваа сала да го проследите видеоспотот за нашиот иден председател на државата. Стево Пендаровски, мојот председател. Политиките на поделба се најголемиот непријател за еднината на Македонија. Овој народ заслужува да биде обединет. Никој не смее да наметнува вредности кои не се заеднички. Оваа земја заслужува заштитник на правата на граѓаните и чувар на незиниот устав. Македонија треба да се споредува со светот, а не со самата себе. Оваа држава заслужува да биде почитувана внатре и надвор од незините граници. Во мене како председател, младите ќе го имаат најголемиот сојузник. Младите заслужуваат сегашност. Да бидам председател на Република Македонија, за мене значи само едно: да бидам твој председател. Македонија заслужува председател. Стево Пендаровски, кандидат за председател на Република Македонија, заокружи број 3, Социјалдемократски сојуз на Македонија. Стево Пендаровски. Го знаеме добро, зашто е долго време дел од јавниот живот. Дури и оние
кои не го запознале лично, имаат чувство дека го познаваат. Но Стево не е успешна приказна само на професионален план. Има само една личност која тоа го знае. Мислите дека знаете се за Стево? Да. Ја знаете онаа добро познатата. Зад секој успешен маж стои успешна жена. Како и за многу други нешта, како и за многу други нешта, што ќе ги чуете вечерва. И ова важи дека не е само една обична фраза, туку е исполнета со суштина и значење. Дами и господа, Елизабета Георгиевска. Добро вечер. Ви се обраќам денес затоа што чувствувам потреба да се обидам да го доловам Стево, не како строго лице од ТВ екраните, туку како човек, пожртвуван, благороден, необично духовит и прекрасен татко. Стево го запознав кратко пред да ми се случи најстрашниот момент во мојот живот. Загубата на мојата помала сестра. Тогаш неговата поддршка и часови поминати во разговори ми помогнаа да прифатам, некако да вживам со тој факт на неповратна загуба како дел од животот. Но ми се чини дека маката тогаш направи да видиме многу побрзо една важна работа, а тоа е дека треба да продолжиме заедно. Особено затоа што и обајцата потекнуваме од скромни семејства, каде што добрината, човечноста и трудолюбивоста се поважни од се. Кога за 10 годишнината од бракот повеќето жени добиваат скапоцени подароци, јас од него добив текст. Текст кој не би го менувала за сите богатства на овој свет. Насловот е "Десетка во срце и едно од карти". Десетка за 10 години заеднички живот, а едното од карти за она прекрасно суштество во публиката, кое не може да заспие додека со најдобриот татичко на светот не прочитаат по некоја епизода од нивните омилени стрипови. Стево од секогаш ме поддржувал во мојата работа. Секое мое отсуство и враќање го засилува чувството дека најстрекна сум кога сум тука, дома, во Македонија. Јас најдобро знам дека сакам и Огнен, кога ќе порасне, да остане покрај нас, дека заслужува иднина, како и сите наши деца, тука во Македонија. Среќна сум и горда што ја имам привилегијата да живеам со овој исклучителен човек, кој беше тука во најтешките моменти за Македонија. Тоа ми дава право да бидам цврсто убедена и најсилно да верувам дека во ова наше тескобно секојдневие Македонија го заслужува Стево.
Да, по овој емотивен говор е навистина тешко да се зборува, но сакам и Бети и Стево да ни ветат дека на 27 април ќе плачеме од среќа. Почитувани гости, следниот говорник ќе го најавам само со една просто проширена реченица. Дами и господа, другари и другарки, да го поздравиме новиот председател на Република Македонија, професорот Стево Пендаровски. Драги пријатели, почитувани гости, стварно ми е полно срцето кога ве гледам. Пред 2 недели на изборниот конгрес за председателски кандидат на опозицијскиот блок, предводен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, го започнав моето обраќање со благодарност до раководството и особено до членството на СДСМ за безрезервната поддршка што ја добив. Тогаш ја соопштив мојата најважна цел – да допрам до разумот и срцата на луѓето. Дозволете ми денес, по повеќе дневна комуникација и средби со граѓаните на Македонија, да ја искажам својата благодарност и на огромниот број граѓани од сите делови на земјата, кои ми ја пренесоа нивната позитивна енергија, ентузијазам и верба, дека заедно можеме да ги смениме нештата на подобро. Да изставиме крај на ова повеќе годишна агонија, да тргнеме заеднички кон подобра иднина, кон посреќен и подостоинствен живот за сите нас. Излегувам пред граѓаните на Република Македонија со јасен концепт како можеме да ги оствариме нашите заеднички цели. Наспроти бледилото кое го имаме последниве години, нудам програма за председател, активно вклучен во решавање на проблемите на луѓето, решен да ги искористам сите уставни надлежности во заштита на интересите на граѓаните и на државата. Убеден сум дека Македонија и граѓаните тоа го заслужуваат. Мојата визија за Македонија, како модерна европска демократија, е втемелена во 10 начела кои денеска ги промовирам пред вас. Тие начела се подпираат на најважните демократски вредности за кои жестоко ќе се борам: еднаквост, слобода, правда.
Следниве 5 години од нив немам намера да одстапувам. Сакам јасно и гласно да кажам дека за тие темелни вредности нема да правам компромиси со ниту една политичка сила. Драги пријатели, Македонија не заслужува да биде окована во минатото. Македонија не заслужува да биде роб на нечии неразумни стравови и фрустрации. Силно верувам дека Македонија заслужува да оди напред. Погледнете што се случува околу нас. Новиот Балкан се крева веќе 10 години пред нашите очи, каде што државите се или дел од Европа, или цврсто чекорат на тој пат. Еден век по балканските војни, најголемите непријатели од минатото соработуваат на дневна основа, со само една мисла во главите – подобар живот за своите граѓани. Конечно, дома, иако власта прави поинаку и мисли поинаку, ние немаме внатрешни непријатели. Сите граѓани сакаат подобар живот, без разлика на етничкото потекло или политичките ставови. Убеден сум дека Македонија може да ги решава сите своји проблеми. Меѓу нив и оној што ни е наметнат од Грција за името на нашата земја, само по два услови. Прво, со внатрешна кохезија и второ, во сојуз со најголемите во светот. Никој не треба да биде отфрлен само затоа што верува во друга политичка партија, затоа што на крајот на денот нема дилеми дека Република Македонија за секого од нас е најважната партија. Сакам овде да проговорам за една нова опасност, надвисната над единството на народот, која се шири со загрижувачка брзина изминативе години. Меѓуетнички тензии сме имале, имаме и денес. Но ваков внатрешно македонски раскол не сме имале никогаш порано во независна Македонија. Прво, политичкиот проект за менување на македонската историја ги подели македонците. Второ, врхушката на власт самата си додели право само таа да мисли за еднината на Македонија, а сите останати да ги третира како платеници од надвор. Мојот став е дека иако власта се пресметува со сите, освен со партиските послушници, таа погубна политика на делби треба да престане и никогаш да не се повтори. Немаме повеќе македонски граѓани за губење. Не смееме да дозволиме ова раселување на младите да продолжи. Не смееме да го тераме народот од сопствената држава. Новата иселеничка голгота може да биде спречена само ако спомениците не се поважни и поголеми од граѓаните. Малкумина останавме на ова парче земја, простор за нови поделби нема. Почитувани, ни престојат сериозни промени, а на сите нив ќе им претходи промена на власта. Сакам да порачам дека при тоа не смееме да ги продлабочиме раните преку нов политички реваншизам. Да нема забуна. Не е политички реваншизам казнувањето на прекршителите на закон, но е реваншизам ако ја злоупотребуваш власта против оние со поинаков политички став, а тоа е нашето секојдневие. Емигрантска Македонија, за жал, секогаш била поголема од Република Македонија. Но во последниве години, најновиот екзодус на луѓето дополнително ги слабее и нацијата и државата. Луѓето заминуваат затоа што немаат работа, но и затоа што не добиваат шанса да придонесат за својата земја. Новата власт ќе мора да покаже дека победникот на изборите не треба да биде газда на земјата, туку слуга на луѓето.
Наш апсолутен приоритет број 1 е да го сочуваме народот. Ниту една изборна победа нема да вреди ако Македонија биде поразена. Почитувани граѓани, драги пријатели, наспроти пропагандата која не убедува во спротивното, спорот околу името не е нашиот единствен проблем. Името служи само да ги покрие огромните дупки кои се појавија во структурата на државата во третата деценија од незината независност. 8 години поред, власта не успева да најде одговор на трите предизвици со кои сме соочени во 21. век. Економија, демократија, демографија. Дури и со решено име, преговорите со Европската Унија нема да ја одвојат партијата од државата, нема да ја департизираат администрацијата, нема да го елиминираат политичкиот притисок врз судството, нема да ги направат медиумите слободни. Во нашиот случај, вистината е сурова. Ако не е слободна и демократска, Македонија чекаат тешки денови. Патна и железничка инфраструктура со странски кредити, а за спомениците трошевме буџетски пари. Иако тоа не се мои директни надлежности, како шеф на државата не или дополнително се заробуваат во бетон и бронза. По 20 години реформи, за прв пат добивме политички затвореници и осудивме новинар за напишан текст. Сите енергетски коридори ја заобиколуваат Македонија. Дојдовме во ситуација да молиме барем некој крак од основните рути да биде продолжен и до нас. Почитувани граѓани, драги пријатели, сите поважни настани од историјата на независна Македонија поминаа со помала или поголема помош на клучните играчи од надвор. Од осамостојувањето, приемот во Обединети нации, па се до конфликтот во 2001. Денес, кога државата е соочена со предизвици од поинаков тип, но не помалку опасни по нашата иднина, демократската јавност очекува меѓународните фактори да не поддржат да се справиме со авторитарните тенденции. Меѓутоа, во 2014-та, реалноста е сосема поинаква. Сега против лошото владење ќе мораме да застанеме самите, да бидеме реални. Тоа е единствено, логично и праведно. Против лошата македонска власт да застанат македонските граѓани. Почитувани граѓани, македонскиот народ нема друга држава освен Македонија. Меѓутоа, во Македонија не живеат само македонци. Меѓуетничките односи се клучната оска на која почива стабилноста во секое мултиетничко општество. Токму затоа никому не треба да му припаѓа ниту статусот на господар, ниту статусот на подстанар во нашата заедничка куќа. Драги пријатели, Македонија нема да ја сочуваме со инаетење и расправија со сите. Не смееме да бегаме од светот, туку да се надпреваруваме со отворен дух, со култура, со идеи и со умот кој ги имаме. Во мене, како председател, младите ќе го имаат најголемиот сојузник. Македонија заслужува да се споредува со светот, а не со самата себе. Сакам да ве повикам да ми се придружите, заедно да се бориме и да се избориме за слободна Македонија во обединета Европа. Да живее Македонија!
Почитувани граѓани на Македонија, ве повикувам да ја завршиме конвенцијата на идниот председател со химната што сега сите заедно ќе испееме. Химната која во следните денови и недели ќе биде испеана од многу грла во Македонија. Химната која ќе ечи од сите краишта на нашата татковина, зашто Стево е мојот председател. Vrati me radosta, ova je vreme za pobeda, tuka je kraјот na bedата. Вчера да не биде, утре е цел, заслужи земјо, ти после се што е лошо да помине, ти имаш право да избереш. Македонијо, ајде, digni glas, Stevo je tvoj, jedan od nas. Stevo je mojom predsjedatelj, jedan za site prijatelj. Makedonijo, ajde, digni glas, Stevo je tvoj, jedan od nas. Stevo je mojom predsjedatelj, jedan za site prijatelj. Zasluži zemljo, ti posle se što je lošo da pomine, ti imaš pravo da izbereš. Makedonijo, ajde,